Почитувани представници на медиумите, мојата прва меѓународна посета како председател на Република Северна Македонија се разбира дека има голема символика и не е случајно одбран токму Брисел. Најмногу затоа што Европската унија и НАТО се изборот кој го направија огромното мнозинство наши граѓани. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам за силната поддршка и посветеност на председателот на Европскиот совет, господин Доналд Туск, и неговите лични заложби и напори за добивање на датум за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската унија. Господине Туск, во името на сите граѓани на Северна Македонија ви благодарам. Почитувани, пред само 2 недели го добивме најдобриот, најпозитивниот извештај од Европската комисија за напредокот на нашата земја. Не само што добивме чиста и безусловна препорака за отпочнување на пристапните преговори, туку бевме посочени и како светол пример на Западниот Балкан. Станавме позитивен пример на Балканот преку интензивен дипломатски ангажман со кој успеавме да решиме деценијски прашања. Донесовме храбри и тешки одлуки за многу чувствителни прашања за моите сограѓани. Одлуки со цел да ја отстраниме најголемата пречка во процесот на нашето зачленување и во Европската унија и во НАТО алијансата. Подпишувајќи го договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија и преспанската спогодба со Грција, се ослободивме од товарот од минатото. Северна Македонија е единствената држава во регионот што веќе нема отворени прашања со своите соседи. Северна Македонија редовно испорачува добри вести во регионот во изминативе 2 години. Покрај решавањето на прашањата со соседите, спроведуваме суштински и темелни реформи во многу клучни области. Ја усогласуваме нашата внатрешна и надворешна и безбедносна политика со политиката на Европската унија. Свесни сме дека се потребни уште реформи и се согласувам дека имаме слабости и дека ни престои уште многу работа. Но морам да истакнам една балканска политичка реалност. Ние сме најефикасни тогаш кога имаме пред нас конкретни задачи. А преговорите за членство се најдобрата реформска алатка. Почитувани, на крајот сакам да ме подсетам на 2016-та и улогата на мојата држава во справување со мигрантската и бегалската криза. Тогаш застанавме на браникот на безбедноста на Европа и заедно со успешната мисија на Фронтекс покажавме дека сме цврсти европски партнери. Овој јуни Европската унија има историска можност да покаже лидерство и визија за еднината на целиот наш регион, со тоа што ќе и додели датум за преговори на Северна Македонија. Нашите граѓани не бараат незаслужена награда, туку заслужена шанса за да изградиме европска држава со праведно, хумано и напредно општество. И благодарам.